Здраво, здраво. Почнавме со лекции, една нова серија на лекции поврзани со книгата Шрите. Веќе поминаа повеќе од 10 лекции, всушност 16 лекции со теми и зборови поврзани од оваа книга која што ја работиме на нашите онлайн часови, и учењето не би било учење без повторување. Се одлучив оваа лекција да биде посветена на сите изминати лекции, да ги повториме накратко оние работи што веќе ги учевме. И започнуваме од почеток, од првата лекција или првата тема. Wie ist Ihr Name? Како е вашето име? Wie ist dein Name? Како е твоето име? Тука забележуваме ија значи ваше, dein значи твое. Одговорот ќе биде Mein Name ist. Моето име е. Понатаму имавме Wie heißen Sie? Како се викате вие? Sie е вие. Се надам веќе ги научивме овие работи, личните заменки, sein и haben. И следното прашање беше Wie heißt du? Како се викаш ти? Sie е вие, учтива форма, du е ти. И забележувате дека како и кај нас во македонскиот јазик глаголот heißen се менува. Викате heißen, wie heißen Sie, а heißt е за второ лице. Wie heißt du? Како се викаш ти? Одговорот ќе биде ich heiße, јас се викам, во прво лице е heiße. Понатаму имавме wer sind Sie? Кој сте вие? Или wer bist du? Кој си ти? Веќе научивме du е за ти, Sie е за вие. И одговорот ќе биде ich bin, јас сум. Глаголот sein или сум во прво лице е bin. Ich bin, јас сум. И си го кажувате вашето име. Тука ги учевме и поздравите. Guten Morgen, добро утро. Morgen е утро. Guten Tag, добар ден. Забележавте дека зборот так или ден го имаме и во имињата на деновите. Guten Abend, добра вечер. Gute Nacht, добра ноќ. Halo, здраво. И веќе познато tschüss, чао. Сите сигурно го знаете и auf Wiedersehen, што значи довидување. Тука ги сретнавме и прашалните зборчиња кои што започнуваат со W. Wer кој, вас што, ви како, warum зошто и ван кога. Ги имавме исто и wohin на каде, woher од каде, wen кого, wie viel колку, welche кој, која, кое, кој и во што значи каде. Спомнавме и за занимање was sind Sie von Beruf, што сте вие по занимање, или was bist du von Beruf, што си ти по занимање. И имавме тука и одговор ich bin Lehrer von Beruf, јас сум професор по занимање. Понатаму, во наредната лекција ги сретнавме зборовите sehen, гледа, das Foto, слика, meinen мисли, passieren се случува, sprechen зборува, а die Sprache значи јазик како именка. Hören слуша. Wer ist das? Кој е ова? Одговорот ќе биде das ist, ова е. Sagen значеше кажува или вели. Entschuldigung, извинете. Herzlich, срдечно. Willkommen, добре дојде. Vielen Dank, голема благодарност или многу благодарам. Die Frau, господја. Der Herr, господин. Die Damen, дами. И die Herren, господа. Данке беше благодарам. Збор кој што често се слуша. Freut mich, мило ми е. Das Gespräch, разговор. Das Bild, слика.
Die Straße, улица. Leben, живее. Вонен исто така беше живее или станува, каде сте со стан, со живеалиште. Комен доаѓа, махен прави. Studieren, студира. Schreiben, пишува. Lieben, сака. Fragen, прашува. Hören, слуша. Lernen, учи. Buchstabieren, спелува. Tut mir leid, жал ми е, tut mir leid. Да, тука. Dort, таму. Nicht, не. Hier, тука. Der Familienname, презиме. Der Vorname, име. Die Stadt, град. Die Hausnummer, број на куќа. Die Postleitzahl, поштенски број. Das Land, земја. Essen, јаде. Lesen, чита. Helfen, помага. Nemen, зема. Geben, дава. Treffen, среќава. Werfen, фрла. Sterben, умира. Stellen, краде. Messen, мери. Лекцијата со правилните и неправилните глаголи намерно ја изостави, бидејќи доколку сте заинтересирани можете и самите да си ги погледнете лекциите 29 и 30 кои што се посветени на правилни и неправилни глаголи. Продолжуваме со придавките groß, голем, klein, мал, neu, нов, alt, стар, nah, близко, hoch, висок, niedrig, низок, gut, добар, schlecht, лош или лошо, modern, модерен, altmodisch, старомоден, alt, стар, modisch, старомоден, altmodisch, bequem, удобен, unbequem, неудобен, тоа скапо, билих, ефтино, reich, богат, Jung, млад. Alt го имаме повторно како стар, опозит од Jung, alt, стар и млад. Viel, многу. Wenig, малку. Lang, долг. Kurz, краток. Schön, убав. Hässlich, грд. Leicht, лесно. Schwer, тешко. Schnell, брзо. Langsam, споро. Heiß, жешко, kalt, студено. Warm, топло. Лека, вкусно и eklig, невкусно. Ги имавме и bright, широк. Schmal, тесен. Hell, светол. Dunkel, темно или темен. Lustig, интересен и langweilig, здодевен. Во оваа лекција гледав да ги опфатам зборовите кои што се поминати до тука од книгата Шрите до лекцијата 5, за да ви биде полесно доколку пуштите една лекција да ги гледате сите непознати зборови. Стигнавме и до семејство, die Familie, семејство. Die Freunde, пријатели. Und и auch исто така. Hier, тука, jetzt, сега. Mein беше мој. Das ist mein Freund Marco, ова е мојот пријател Марко. Meine е моја за женски род, das ist meine Tochter, ова е мојата ќерка. Meine Mutter, моја мајка, mein Vater, мој татко. Значи, meine и mein се употребуваат во зависност од тоа во кој род е именката. Затоа рековме од почеток дека именките мора да ги учите по род. Некои именки не се во исти род како и во македонскиот јазик. Meine за машки род, затоа имаме и mein Vater, meine за женски, имаме meine Mutter. Имаме die Eltern, родители. Der Vater, машки род, и der Sohn,
син, машки род. Ди мута мајка и ди тохта ќерка. Ако споредиме со претходното би било мајн фата и мајн зон. Мајне мута, мајне тохта. Значи, каде што има ди за женски род, оди мајне, каде што има деа за машки род, оди мајн. Понатаму имаме ди гешвиста, браќа и сестри. Der Bruder, брат, ди швеста, сестра. Das Kind, дете, ди кинда, деца. Der Sohn, син, ди тохта, ќерка. Јас може малку брзам, меѓутоа се надам дека овие зборови веќе ги имате колку толку совладан, ова е само мало подсетување. Одиме понатаму. Die Großeltern, дедо и баба. Der Großvater, дедо, die Großmutter, баба. Die Schwiegereltern, дедо и баба, свекор и свекрва. Der Schwiegervater, дедо или свекор, die Schwiegermutter, баба или свекрва. Die Schwiegertochter, сна од син и die Schwiegersohn, зедо ќерка. Die Tante, тетка, стрина, вујна. Der Onkel, тетин, вујко, чичко. Die Enkelin, внука и der Enkel, внук. И мислев дека ќе успеам многу побрзо да ги поминам овие лекции направени до сега, меѓутоа сигурно ќе ви е напорно доколку продолжам уште неколку зборови, неколку фрази. Wie geht's? Како си? Es geht би било и така или добро сум, nix so gut, не сум многу добра. Wie geht es dir? Како си ти? Super, супер. Wie geht es Ihnen? Како сте вие? Повторно, Ihnen значи учтива форма вие. Danke sehr gut, благодарам многу добро. И тука уште неколку фрази. Wo sind Sie geboren? Каде сте вие родени? Ich bin in Велес geboren. Јас сум во Велес роден. Или Wie alt sind Sie? Колку стар или стара сте вие? Wie alt bist du? Колку стар си ти? И одговорот ќе биде Ich bin, например тука, Ich bin 26 Jahre alt. Јас сум 26 години стар. Тука имам уште неколку зборови. Der Pate kum, die Patin kuma, der Gevater kuma, die Gevatterin kuma, die Verwandte роднина, der Cousin братучет, die Cousine братучетка, der Nachbar сосед и die Nachbarin соседка. И еве веќе јас сум изморен, сигурно и вие сте изморени и мислам дека во ова лекција за повторување ќе бидат доволно зборовите, во наредната лекција ќе продолжиме понатаму. Чус!